благодарноста една од најголемите оди кон Министерството за култура, затоа што тие ја поддржува оваа манифестација и само со една мала дискусија или елаборирање на целта ние што сакаме да направиме во Гостивар, Министерството за култура на Република Македонија не дискутира, им се допадна иницијативата или проектот и така да ние успеавме, мислам, да дојдеме да го одбележиме третиот настан или третата година литературни искри. Мора ова да го кажам дека секој своето оценување што го даваше за дените творби, разликата помеѓу оценките беше многу мала. Значи, вреднувањата, ја мора ова да го кажам, според моето мислење, вреднувањата беа таман така како што и заслужува. Не е подценувачки, тоа и го изјави при преска, ние не ги подценуваме другите што не влегоа, него овие беа најквалитетни. Така да не им се затвара вратата, мислам, и за поетско креирање, и за било каква промоција во нашата институција, ние мора да им стоиме позади, бидејќи нашата мисија е таа мисија, да ги потикнуваме и младите креативци, и оние што веќе се топ, не само во Република Македонија, туку и надвор од Република Македонија, ние да видиме до нив и да им овозможиме промовирање и било во врска со културата. Како манифестација, значи, тоа се дадува тие 6 награди плюс 14 номинирани, да речеме, за она, бидејќи мене цело време у глава ми седеше она 12 величенствени, затоа што се прави муабети за голем празник, како што е Свети Кирил и Методи. И, значи, купно кога ќе гледам, мислам, ќе присметуваме се 18 награди. 6 главните награди и 12 величенствени. Верувам дека ова ќе остане традиција. И би требало да остане традиција, затоа што е еден колаж на поети од балканско или меѓународно ниво, кој што гравира историја не само на нашата установа како културен центар, туку и на самиот град.